Истокот врти душа од сивата економија. Регионот со просечна плата од 14 до 15.000 денари е премногу сиромашен за да преживеат само со тие пари, сметаат економистите. Со овие износи на плати што се објавуваат, да речеме како просечни од 22.000 денари или минимална плата од 12.000 денари, е недоволна за опстанок на едно семејство. Тоа значи дека покрај овие регуларни приходи плати, семејствата имаат и некои дополнителни приходи кои што не се евидентирани јавно. Тие ги викаме така наречени скриени приходи, односно тие се резултат на одредена сива економија, односно приходи кои што се одвиваат надвор од текот на регуларното работење. Според анализите на терен, најголем процент на сива економија има во секторот транспорт, градежништво, трговија и услужни дејности. Зборуваме за оние кои што немаат нити регистрирани фирми, нити регистрирана дејност, работат како физички лица, дури некои од нив имаат и цели погони, луѓето работат повторно иста работа која што ја работеле, меѓутоа не работат регистрирано затоа што гледаат дека оние кои што воопшто не се регистрираат во системот поминуваат полесно. Процентот на присуство на сива економија е еден од главните показатели за сиромаштија. Колку еден регион е посиромашен, толку народот повеќе работи на црно. Тие приходи во услови на криза, во услови на низок стандард се зголемуваат, а во услови кога функционира нормално една држава, едно стопанство, се намалуваат. Неспорно е дека и на запад постои сива економија, но таа се движи во рамките некои 10 до 12% од регуларното работење, а додека кај нас завзема поголем процент, можеби некаде оди до 50 па и 60%. Во Македонија стапката на сива економија е 55%, во Црна Гора 52%, во Хрватска 48%, Албанија 40%, Србија 37% и во Словенија 26%.